Докторе, од вашиот дом сега сме во вашата, сега ова не е ординација веќе, така? Да, сега сте веќе сега поликлиника од третиот месец. Зошто се решавате за кожно? Така го викаат кожно, нели? Иначе името му е дерматологија. Мислите во почетокот кога почнав? Па тогаш знаете како беше една ситуација кога немаше можности многу да се бира. Целта беше да се запослиме сите на клиника, оние што имавме и просек и резултати ова, за да го нормално следиме тој текот на запослените на клиника со магистерски, со специјалистички студии прво, потоа магистерски студии, па докторски студии и на крај да се вклучиме во настава. Така да тогаш беше една шанса да се земе кожно и мене ми падна кожно и моето размислување беше во правец на тоа, ако сте професионалец, било што да земете и се посветите на тоа, ќе се реализирате во тоа. А имавте друга идеја? Молам, па да, како секој млад лекар имав некои желби на полето на интерна медицина, можеби пулмологија, кардиологија, меѓутоа знаете како. Може и подобро, иначе сега ќе заглавевте со короната. короната. Да, од оваа гледна точка и од оваа позиција сега, веројатно подобро, да. Ве исполнува? Да, апсолутно ме исполнува. Работам чиста дерматологија, значи, иако постои во дерматологијата субспецијалност дерматолошка козметологија, на тоа мојата едукација до сега, мојот тренинг до сега беше на полето од чиста дерматологија, така да си останав на тоа поле, а имав среќа да и сега, откако станавме поликлиника, затоа што во нашата екипа се кооптираше, односно запоставуваше една од најдобрите млади дерматолози во Македонија, која исто е доктор Ирина Арсовска-Бежовска, која исто така е посветена само на дерматологија и сега сме еден тим каде што мислам дека имаме една извонредна експертиза во многу болења на дерматологијата. Ги интересира младите кожно сега или не толку? Дерматологијата како дисциплина, знаете, во светот е многу барана и од страна на младите посебно и многу е тешко да се добие во западниот свет, во Америка, во Германија. Овде кај нас исто така, веројатно ги интересира младите. Сега ја не сум сигурен до крај дали ги интересира повеќето чистата дерматологија или ги интересира повеќе дерматокозметологијата. Знаете, тоа е по-лукративниот дел од дерматологијата, меѓутоа, знаете, во апликацијата негова и не мора да сте некој многу јак дерматолог за да ги спроведувате тие манипулации кои што се во дерматокозметологијата. А што прави дерматокозметика? Дерматокозметика, знаете, немате голем предизвик во дијагнозата. Она што е во медицината најважно, да дијагностицирате нешто, каде што е најмногу треба да се внесете и подоцна да го тоа нешто докажете и да го лекувате. Во дерматокозметологијата го нема тој дел. Зашто вие гледате ожилјак, гледате пигментација и сега треба таа да ја средите со различните методи кои што стојат во изба во таа дерматокозметологија. Чека, тоа не е пластика или? Не, пластика е кога имате елективна хирургија. Отстранувате непожелни промени на кожата. Добро, и таму има сега нели ботокси. Да, има. Затоа, апропо тоа сакам да кажам. Значи, кога сте вие дерматолог, вие решавате дерматози и решавате многу проблеми во дерматологијата. Меѓутоа, ова баш да се надоврзам на ова што го кажате. Кога се зафаќате со дерматокозметолошки проблеми, вие може да сте и стоматолог, нели, денеска ботокси и филери аплицираат и стоматолози. Ја имав прилика во Дубај да бидам на еден конгрес, ми се укажа прилика да бидам на дерматокозметолошки конгрес. Тамо еден од најеминентните и најдобри предавачи беше анестезиолог, кој нема некоја допирна точка со дерматологијата, нели? Ако треба да препознае дерматолошко страдање. Меѓутоа, ова што он го третира со неговите методи, тоа секој од нас може да го познае. Тоа се обично ожици, тоа се некои неравнини на кожата, тоа се некои пигментации. Ја не сакам да го војно подценам тој дел, зашто тоа си постои како субспецијалност на дерматологијата. Покрај дерматохистопатологија, дерматоалергологија, дерматомикробиологија, односно микологија, тоа што е мојата
субспецијалност, постои и дерматолошка козметологија. Секако сега зависи од интересирањето на... Како ја спомнавте вашата специјалност? Моја специјалност е на која сум магистрирал и докторирал, тоа е дерматомикологија. Значи габични заболувања на кожата и слузниците. И колку време ви требаше, мислам, што се истражуваше? Знаете како, тоа е кога ја дојдов на клиника и по положувањето на специјалистичкиот испит, требаше таа дисциплина малку да се развие и во текот на таа моја едукација, односно тренинзи, имав 2 посети по 1 месец во Љубљана, каде што учев од колешка, која што беше моје годиште. Меѓутоа, за нејзина среќа, од стартнувањето на клиника, работела со во тоа време многу позната професорка Лундер, која работи таа проблематика. Така да ја, тоа се професор доктор Матеа Долен Војч. После тоа, во тренингот имав 1 година во Сан Франциско, како стипендист на Фулбрайтовата асоциација, користев стипендија, Фулбрайтова стипендија, 1 година во Сан Франциско и работев на UCSF, University of California Сан Франциско, каде што ментор ми беше професор доктор Раза Али, еден од топ 10 дерматомикробиолози во светот и на крај целата таа едукација заврши во Загреб. Топ 10? Да, кој е многу цитиран и во тој престој фактички покрај тоа што имав можност да работам со него, имав голем пристап до литература светска, пошто тамо беше Калмановис Library, една од најпознатите библиотеки во Сан Франциско, каде што имав достапност до целата светска литература и друго, покрај мојата проблематика имав можност да работам со многу еминентни дерматолози, како што е професор доктор Хауард Мајбах, кој има 1200 референци, значи не една, не 12, не 120, 1200 референци, така да тој престој ми беше многу корисен за едукацијата, тренингот на полето на дерматомикробиологијата, односно дерматомикологијата и на крај по враќањето уште 1 месец имав она како што кажуваат бодибилдерите за дефиниција кај професор доктор Михаил Скерлев во Загреб за културелна диагностика на дерматофитските специси. После совладувањето на целата таа теорија на медицинскиот факултет во Скопје пријавив докторат за епидемиолошки и етиолошки аспекти на дерматомикозите во Република Македонија и после тоа успешно го... Скерлев е наш, така? Да, Скерлев е професор доктор Михаил Скерлев, е битолско потекло, а моментално е професор на медицинскиот факултет во Загреб, на Шалата. И сега вака кога редите Дубај, Сан Франциско, не знам, ментор, еден од топ 10 најцитираните, познатите доктори во однос на дерматологијата и секој втор човек во Македонија би рекол што се враќавте овде? Да, да. Јас сум таа генерација, значи во ниеден момент, момент ја немав идеја да некаде останам на друго место. Може и затоа што сум ја југословенско дете, таа генерација во тоа време да кажам и немаше толку многу движење и чак еден интересантен податок да ви кажам и покрај тоа што живеевме во Голден Стейт, нели, во Калифорнија, една од најпожелните земји за живење во светот. Ние кога отидовме за Фулбрайтовата таа стипендија, пошто ја користев заедно со моето семејство, ние година дена живеевме, децата одеа во школа, ја одева. Ние знаете картите кога ги земавме од тука, ги земавме со фиксиран повратен датум. Значи, кога отидовме од првиот ден, знаевме дека на 30 мај следната година ќе се вратиме. Бевте фамилиарна, така? Да, фамилиарна бев со обидата и со децата. Имавте понуди да останете? Да, секако да, со тоа да, знаете како Фулбрайтовата е таква стипендија да ви имате обврска да се вратите и меѓутоа можеше да се екстендира у смисло да ја ги запишем моите докторски студии во Сан Франциско. И во прво време би работел во лабораторијата кај професорот и би се активно занимавал само со докторски студии, ставајќи ја на страна професијата, односно оној стручниот дел од дерматологија. Се двумевте малку или не? Не воопшто. Не воопшто. Решили бевте дека тоа и се враќа. Ние отидовме тамо, знаете како. Фулбрайтовата стипендија по дефиниција е вие бирате
дали ќе останете 4 месеца или 10 месеца, или дали ќе одите со семејството, односно сам. Ние одбравме како семејство, со обзир на тоа дека само за мене беше стипендијата, а трошокот на семејството е на наша сметка. Ние решивме да отидеме сите четворица и да бидеме една година, во смисол на тоа да друго е која е семејството заедно, или од секој аспект, и позитивното во тоа го гледавме не само мојата до едукација на полето на дерматомикологијата, туку и малце напредување на децата, едно искуство за децата, така да децата наши завршат тамо едно оделение, америчкиот го научија флуентли, што денеска многу им користи. Се прошетавме, Бей ерија е многу убава ерија, Калифорнија е една трета најбогата земја во свет, има многу туристички места кај што може да се види. Така да, она што се вика кога ја би требал да го дефинирам тој период од една година, сосема кратко, би го дефинирал многу напорно, многу убаво и многу корисно. Work and pleasure. Work and pleasure. Така велам јас за оваа емисија, за патот до успехот. Многу напорно е патување, ама на крајот работи за тоа. И патувањето, знаете, системот на работа, кај во Америка, станувате во 6, се спремате, одите работите, се враќате во 6, и сега ако имате некоја обврска и со децата, ако имате дополнително вие некоја обврска, значи денот оди во работа. Имате две деца. Да. Ќерка и син? Ќерка и син, да. Тие се веќе возрастни? Да, ќерката е мажена, значи Хана Старова положани, мажена е мажот и е Крешник положани, а синот е Урим Старова. Тие се завршија медицински факултет во Скопје и сега се во Дортмунд. Зетот специализира офталмологија, односно офталмохирургија. Ќерката е на интерна медицина, а синот е на торакална хирургија. Значи веќе се лиценцирани и веќе ги има започнато нивните специализации. Работат и специализираат. Значи сигурно германски знаат? Да. Англиски споменавте, германски сигурно зборуваат? Да, зборуваат албански, зборуваат македонски и зборуваат босански. Пошто сопругата ми е бошњака. Да, германскиот, знаете тамо, пред да се воопшто почне процесот на оној папиролошкиот процес, да се на документацијата, за во медицинските дејности, вие мора да положите во нивната лекарска комора C1, знаење на германски јазик, испит кој се полага пред лекари и се полага стручен германски. Што е многу логично, нели, кога работите со пациенти, вие мора да го разберете пациентот до крај. А ова што ги знаат дополнително другите јазици, многу им олеснува во работата, пошто нели во Германија сега може да се среднат и многу од Србија, од Бугарија, од Албанија. И знаете, кога вие можете да земете анамнеза на повеќе јазици, тоа е голема предност во работата. Сега таа ваша југословенска мантра, одите во Америка и решени да се вратите овде, децата како сите паметни млади, ако можем така да кажем, се решаваат да ја напуштат државата. Да, сега не знам колку бараат дозвола од вас или колку вие имавте влијание. Знаете како, ние како генерација можеби сме и сме сигурно помалку посесивни према децата од постарите генерации. Така да сопругата и ја бевме многу ни беше драго што нашите деца, односно имавме една цел да децата ни бидат среќни. А кога постоеше, кога ги ставивме на карта, односно на маса аргументите да се оди или да не се оди, знаете, многу малку ја како родител имав аргументација да понудам да ги задржам тука. У смисол да тамо работат во подобри услови. Многу се повеќе ценети, едукацијата им е многу подобра, дипломата специјалистичка што ја добиваат е вреднувана во цел свет и она што на крај не им беше ни примарно, меѓутоа не е за занемарување, тоа се приходите како специјализант. Вие како специјализант имате многу комоден живот. Како специјализант, а како специјалист тоа е веќе друга слика. Така да тука ние сме сега многу задоволни од тој аспект, затоа што тие се многу се среќни, исполнети се, функционираат, учат нешто што тука не би можеле да го научат и стануваат многу конкурентни во денешното време на
на пазарот, нели може да понудат многу што ќе се бара. Ај сега од една друга дистанца, како да го спречиме овој екзодус? Јас сега да ви кажам, вашите деца се вратат овде, тешко дека би се врателе, така? Па Прво сега, ништо знаете, од тоа петте работи. never што вика, нели? Ако сега и овде кад се развива здравството, в смисла се развиваат приватните болници, каде што може да се понудат и многу специфични операции, може да се понудат многу софистицирани операции, така да они со тоа што ќе го научат, ако се најдат во приватниот или државниот здравствен систем, тоа никогаш не може да кажеме, али од оваа моментално сега перспектива, значи некаде 10 години додека они застанат на нозе, додека бидат веќе искусни специјалисти, ја не верувам дека тоа ќе се случи, евентуално порано, подоцна, би можел, да, али тоа се... Колку време бевте на клиника? Ја на клиника бев 25 години. 25 години се решавате за еден чекор да отворите нешто свое собствено и како видите вие пред кога се договаравме за емисијата, значи првиот услов ми беше да имам свој простории, Да, за да не морам да плаќам точно. кирија. Да. Значи, ја бев на клиника 25 години, се започнав како млад дерматолог и сметам дека ги исполнив сите оние работи кои што се треба да се исполнат кога ќе се запослите на клиника. Пошто клиниката е врна здравствена, научна и наставна институција во Република Македонија. И мојот пат беше со полагањето на специјалистичкиот испит, после полагањето на специјалистичкиот испит, значи нели настапи на многу конгреси, многу пишувања, чак можам од тој период како специјалист да го издвојам. Овдека имаме и една слика, тоа е учебник по дерматологија кој што бев ја коавтор заедно со професор Марија Вълчкова Лашковска и кој беше меѓу еден од првите учебници на македонски јазик на Универзитетот Кирил и Методи на медицинскиот факултет. Од овој се го учат предпоставам, така? Да, имаше дополнително уште еден учебник и сега по мене би требало да се остави на студентите од што они сметат од тоа да учат. Важно е да испорачат знаење. После тоа магистрирав на полето на дерматомикологијата, докторирав и тоа беа оние моменти кои што ја мораше да ги исполнам. И тоа зависеше од мене. Не мораше, него требаше. И ја ги исполнив. И тоа е за мене една голема сатисфакција. Кога дојде моментот за избор на наставник, имаше некои отпори, имаше некоја ситуација, немила ситуација, не академска ситуација, каде што ја требаше или да се борам со таа ситуација, каде што тоа многу ќе се одразише на моето здравје и на мирот во моето семејство, или едноставно да напуштам. Јас се решив да напуштам и по моето напуштање почнав два проекта, да кажам. Едниот проект е специјалистичката ординација по дерматологија, а другиот проект е да паралелно добив една шанса да се лиценцирам како дерматолог во Обединетите Арапски Емирати, во Дубај. Ја ги терав тие двата процеса паралелно, значи да, тоа рековте во мој простор и не беше воопшто едноставно. Нити од организацијски, нити од финансиски аспект, два студенти да се почне еден бизнис, нели? Ова е... Не се обидувам сега, бидејќи... Да речам бизнис, така да не беше едноставно. Дека Емиратите не се штипили или тетова сега. Како, така. Што правевте вие? Значи ја добив една понуда од една директорка на една клиника во Емирати да работам како дерматолог кај нив. И? Меѓутоа Емиратите имаат свои правила да требаше ја таму да се релиценцирам. Релиценцирањето беше еден процес на папирологија кој што завршуваше на крај со нешто како специјалистички испит. И ја го полагав тој испит, го положив, така да се здобив со лиценца да бидам дерматолог во Обединетите Арапски Емирати. И чека, живеевте таму или како? Не, нешто малце потешка варијанта. Ја имав таму part-time job, значи одев по една недела, па се враќав тука, работев 3 недели. Меѓутоа тоа е многу напорно е тоа, така да едно време ги терав тие два процеса и сега како што веќе амбулантата прераснува во поликлиника, веќе експертизата многу ни се прошири, имам млада соработничка која внесе дополнителна енергија и ова, и експертиза во самата амбуланта, овој процес со Дубај малце како го успорува. А колку време теравте Дубај?
Па Дубај, јас сум уште лиценциран во Дубај како дерматолог, меѓутоа сега идам нешто поретко. А че на почетокот значи идевте 3 недели овде и последна недела овде? Да, таму на закажани пациенти, одев обично Fly Dubai лета понеделник и четврток, од четврток до четврток или од понеделник до понеделник. И тоа е многу убаво, знаете колку како. едноставно го кажете, една недела сум во Штип, па после сум овде во Скопје. Тоа Убаво беше, знаете, зоните малку нови не луѓе, ве. нова средина. Не, тоа се е во ред, ама прилагодување, мислам, Да, климата е малце потопна, меѓутоа знаете како, се навикнувате. Кога е добро нешто, ќе се навикнете. Зашто таму, знаете како, ја топлината многу повеќе тука ја осеќам, пошто во тоа време возев неклиматизирана кола, отколку што во Дубај, таму и автобуските станици ви се климатизирани, болниците да не зборам, немате институција каде што не е климатизирана. Сега бидејќи имате искуство, кај тоа ние погрешивме со овој наш здравствен систем? Вие сте го фатиле од Југославија па до сега. Да, јас сум југословенско дете, она што се вика. Знаете како, мене ми се чини организацијски, во времето на Југославија, организацијски, здравствениот систем во Република Македонија и тогашниот истиот во Југославија беше идеален. Значи, имаше примарно здравство, имаше секундарно здравство, каде што работеа многу искусни специјалисти. Например, ја никогаш додека сум растел, иако имав можности да ме носат на клиника, моите родители на педијатра само во здравствен дом Бит пазар ме носеле. Затоа што специјалистите беа многу добри и така да ги завршува, односно секогаш лекувањето беше со поволен резултат. Не, како сега све на клиника. Да, организацијски беше многу добро, терцијална здравствена заштита, каде се знаеше, знаете како порано беше, за да се запослите на клиника, вие морате да имате просек за да го терате патот, магистериум, докторски студии. Сега имате абсурдни ситуации, не знам сега моментално, меѓутоа еден период, кога ја напуштив клиника, имаше абсурдна ситуација, значи просекот не имплицира дека сте вие врвне. Меѓутоа е некоја гаранција дека вие ќе го одите патот. Сега имаше ситуации да се примат лекари на клиника без просек, а потоа за после дипломски студии и за докторски студии им се бараше просек. И вие сега го немате просекот, па се сеќавате, се воведе нешто да може да ги преполагате испитите. Па после, не знам, 15 години од завршување, ви идете преполагате испит, да го подигнете просекот, да се запослите, да можете да го терате патот кој завршува со докторски студии. Вие претпоставам со просек сте вие, така? Да. Сите со просек кој што беше доволен за да се продолжи цела таа научна дейност. И друго беше организацијски, знаете што, политиката се водеше многу добро во смисол на примарното и секундарното здравство. Вие сега имате градови во Македонија каде што нема специјалисти од одредена специјалност. И каде е погрешено ствари, каде е направено Ја мислам дека многу малку политика треба во здравството. Требаше да биде еден конзистентен пат да се заземе, да се деполитизира здравството 100%, да се стават приоритетите и мислам дека кај нас здравството беше на многу високо ниво развиено. Само требаше малце да се усоврши, малце да се внесе капитал во здравството, условите да се подобрат. И мене ми е симптоматично и јас се прашам, зошто кај нас, ја имам впечаток, ја ќе се ограничам на мојата специјалност. Зошто кај нас клинички центар како клинички центар? Значи, се уште не го одржува тоа ниво што го имал, а за разлика од кај нас, вие гледате клинички центар Љубљана, клинички центар Загреб, клинички центар Белград, и во тие држави има приватно здравство, далеко од тоа дека нема. Меѓутоа, она што е врвното здравство се наоѓа се уште на клиниките. Значи деполитизација. Деполитизација дефинитивно и секако лекот. знаете како, ако вие внесувате, вложувате нешто многу во животот и тоа е нели за да бидете нешто посебно, треба да вложите нешто посебно, а во здравството вложувате многу посебно, у смисло да имате
средна школа, па имате медицински факултет, па имате специализација, па имате субспециализација, значи тоа треба и да се валоризира. Што е многу важно, нели? Има многу пати, како анекдота да кажам, што ми направи докторот, ме виде 10 минути и ми наплати за тие 10 минути. Меѓутоа има едно многу убаво прочитав на интернет. Вика, вие не ги плаќате тие 10 минути што ве видел докторот, ги плаќате тие 20 години претходно што докторот дошол до тоа ниво да го абсолвира проблемот за 10 минути. Пошто дерматологијата е една од гранките која, знаете, е многу посакувана ради таа блиц диагноза. Во многу случаи, зависно од искуството, баш не ви треба многу за да ја поставите диагноза. Пошто кожата е отворен орган, ние го гледаме органот, ја гледате пробената и ја поставувате диагноза. Во многу случаи ви бара една сериозна диагностичка поставка за да поставите диагноза. Така да кога поставувате близ диагноза, тоа навидом изгледа, нели? Ме виде 10 минути. Многу лесно. Како Дражен Петровиќ, нели? Ќе изведе нешто, па изгледа ова многу лесно. Едноставно да може проба. секој, многу едноставно. Вака се од оваа дистанца гледано, например, многу време е потребно за нашето здравство да се опорави и да стигне до некој ниво што ја знам Загреб, Лјубљана. Не, ја мислам дека, знаете како, дека треба да се стават стандарди одредени, дека треба да не бидеме суетни, значи да се види во секоја гранка кој е опинион лидер и тој опинион лидер секако да му се понуда Да, ама гледате како материјални се средства и ја уште на времето кажав кога професорите наши, значи баш ради тој момент лукративен отидоа во приманото здравство. Тогаш не требаше да се дозволи. И знаете, ако вие едуцирате и стварате некој како вас, а вие сте многу ефикасен и сте солиден, за таа едукација треба да добиете. Нели еден дел на средства, а уште еден добар дел на средства треба за тоа што го испорачувате во здравствената дејност. Например, само една дигресија. Во Германија, во приватното здравство, специјализантите се наплатени од трошок на државата. Како специјализант. Иако сте во приватно здравство. На тој начин, државата се грижи за обнова на кадрите. Зашто ја како приватен, која е мојата мотивација? Нели? Да ја давам од мојот джеб, да обучувам некој млад специјалист. Како приватен, не дотиран од никого. Кој што зависи од тоа што ќе го сработи тука. А кога државата би ја платила платата на специјализантот и кога ја би имал нешто за тоа, нели, средства за тоа што го тој едуциран тој специјализант, секако ќе биде многу полесно. Секако ќе биде многу полесно и ќе се ослободат голем број на места специјализантски и ќе се прошири малце, нели, целата структура на лекари по одредени специализации. Иако ми изгледа дека е паднато малку нивото, буквално од образование, од она што е факултет, например, како велат вашата десетка денеска е, не знам, или не вашата шестка денеска е десетка. Да, може би, знаете како, тоа се, да. Ја викам кога кажам за здравството, ја кажувам и за образованието. Па тие се двете клучни, двата клучни столба. Во времето на Југославија се учеше многу. И знаете како, и тоа има една, знаете, усреча се вели дека ние порано многу потешко завршувавме гимназија отколку сега што се завршува факултет. Нели? Тоа не е добро. Тоа не е добро, меѓутоа дека се учеше порано, се учеше и тоа го покажува секој еден што излега од образовниот систем на Македонија. Значи, у последно време ги немам податоците, меѓутоа во тоа време кога ја активно магистрирав докторија, ниеден од тие кој отишол надвор не пропадна. Во смисол на дополнителната едукација, специализација. И тогаш или те затоа што се учеше кај нас, знаете. Или те бива или не те бива, нема поетнички клуч, па ваков клуч, па таков клуч, така? Точно, да. Или работиш или не работиш. Нема клучеви, меѓутоа знаете што е па у смисол на тоа клучевите тоа мора. Сите треба да добијат иста шанса. Нели? Затоа што ако сте припадник на една етничка заедница, вас мене би ме поценило ако ја напредувам само по тоа што сум припадник на етничката заедница. Меѓутоа исто така би ме фрустрирало
ако немам старт со сите исти. Значи јас сум за тоа, на сите да им се даде исти старт, кој ќе се покаже, тој ќе добие, нели? Затоа викам, кој ќе вложи повеќе, ќе добие, зашто нема голема филозофија. Се вели, за да бидете нешто посебно, треба да вложите нешто посебно. Сега, за да вложите нешто посебно, треба да сте мотивиран, треба да сте истраен и треба да сте насочен на... Ја не можам да разберам, а вака обично кога разговарам со интелектуалци од ваш калибар, не ми е јасно како тоа ние се испоразделивме. Прво македонци со македонци, па македонци со албанци. И тоа некако тлее и наместо да се затвара тоа прашање, уште повеќе се експонира. Да, сите се надеваме и сите сме за тоа да некако политичките елити си го користат тоа, кој како му одговара, си го злоупотребуваат. Можеби. Ја ќе го кажам моето искуство, јас сум дете од југословенско време, сум живеел во 3 насвадби, едната е Лисиче, другата е Чај, сега живеам во центар. Многу сум се дружал, многу сум играл. Значи, порано беше, знаете како, ние сега имаме некој тренд, некоја тенденција, сакаме да ги споиме децата кога ќе дојдат веќе во гимназија, кога ќе дојдат веќе на факултет. Тогаш веќе нема спојување. Значи, спојувањето на децата е преку спортот, преку дружењето, преку малскиот живот, тоа е онај надворешен дел, и натрешниот дел, оној што е фамилијарниот дел, преку, нели, родителите како ги насочуваат. Мојот покоен татко имаше, стално често кажуваше, вика, детето е како бел лист хартија. Како вие пишувате, тоа така ќе биде. Јас сега гледам у Чај, не можам да препознам, нема игралишта. Значи, на секој игралиште, каде што ние игравме, вие може да среднете балон, може да седнете физкултурна сала. Значи, треба да се направат игралишта, зашто преку спортот највише децата се дружат. Вие доаѓате еден ден, се гледате со некој непознат, играте заедно. Следниот ден, пак играте со него заедно. Независно нација, македонец, албанец. Да. Четвртиот ден, вие со тој се гледате у град, вие ќе се поздравите. Нели? Играте заедно, ќе се поздравите со него. Вие може да се скарате додека играте, никош нема да се тепате. И јас сум многу, значи така горди стално го кажувам, ние имавме на екипа мал фудбал. И тој ќе го кажам вака како некоја дигресија на нема насоба во Скопје каде што ја не сум играл мал фудбал. Значи од Влае, Водно, порано беше Вембли, кај Стара пошта, па беше на бетон игралишто. Ние бевме екипа од Чај, од мојата зграда. Зградата ми беше на 9 спрата, 2 влеза. Шесторица бевме, шесторицата различни нации бевме. Ви се верува? Југославија. Шесторицата бевме. Имаше албанец, имаше турчин, имаше бугар, имаше македонец. Да, бугар имаше, македонец имаше ром. У екипата. Никад не се тоа поставувало. Играме, одиме. Позади зграда седиме. Сменето е сега, многу е сменето. Не знам каде е погрешено. Новиот начин на живот, да, го нема тој малски живот. Сега многу се инсистира, нели, на техниката, на технологијата, лаптоп. Не е проблем тоа технологијата, проблем е омразата што ја создаваат наместо да ја тргаат. Да, знаете, вака со овој тип на организација, знаете порано дека имаше, нели, и првенство меѓу школите во град Скопје. Па играат школски тимови, па се, знаете како, тоа е начинот на здружување, заедничките воншколски активности. Знаете, мора децата да се знаат, колку повеќе се знаат од помали, толку повеќе доаѓаат предрасудите во иднина. Кога вие се знаете со некој, знаете кој е како, понатака нема предрасуди. Сте размислували некојаш да влезете во политика? Не, знаете како? Не сум размислил од причина што многу сум вложил во ова, што го имам, нели 30 години работа, што не беше воопшто едноставно да се истера овој пат до сега. И сега, знаете, политиката е една работа која што бара познавање од економијата, бара познавање право, бара познавање географија, многу историја. И сега, за јас се ова го ставам на страна и да почнам да нешто друго, тоа не ми изгледа многу паметно, у смисол да, знаете како, треба да пливате, ако знаете да пливате. Ако не знаете да пливате, ќе се удавите. Така исто и во лекувањето. Треба да лекувате, ако знаете да лекувате. Ако не знаете, сега малце, често тука се дави пациентот, знаете како. Понекогаш, кога не се плива добро,
Меѓутоа тоа е причината што воопшто не сум размислувал. Да. Има перспектива оваа држава? Да, секако. Како не? Да, има, да. Мислам, ќе дочекаме време кога нема Па да се збориме надеваме. македонци, албанци, нели, како турци. вика, надежда умира последна. Да се надеваме, да. Ја како што ќе порано и во земите со голема долга политичка, нели, традиција. Првите партии, зашто ова е релативно краток период, нели, 90-та, 20-та, 30 години. Биле партии каде што се одело на таа национална карта, се одело, па со тек на време почнува да се мултинационални партии, така да ја верувам дека ќе дојде и тука време кога ќе се види што стварно е приоритет, знаете, како за граѓаните. Мислам треба сите да тргнеме од тоа дека сите имаме одреден број на години кои што треба да ги проживееме. И треба да си направиме сите да бидеме да ги проживееме што поубаво, нели? Во благодет, во разбирање, во интегрирање, во дружење. Значи да не се замараме со некои тривијални работи кои што ни се одразуваат на квалитетот на живот. Обично, ве приметив 3 пати споменавте, јас сум југословенско дете, што денеска човек кој што е албанец, сега да не наметнувам таква дигресија у муабетот, некако не сака да ја споменува таа Југославија и повеќе се вразуваат кон Албанија. Но видите, јас сега тоа за другите ја не можам да кажам, нели? Али ја кажам за себе, ја кажам за себе, јас, односно моето семејство и јас сме имале многу убав живот во Македонија, која беше во рамките на бивша Југославија. Значи, тоа беа тие години од 70-та, кога сите имавме убав, кога средната класа беше на многу застапена во нашето општество, кога немаше екскурзии во минус и плюс, сите имавме тоа, ја потекнувам од семејство на просветни работници, се знаеше едно работно време, се знаеше примањата, се знаеше годишен одмор, се знаеше работното време, почести посети, така. Меѓутоа, дојде после еден период кога ради некои промени во Југославија, после смртта на Тито, промени во рамките на Србија, промени на Косово, каде што се створија многу фрустрации и негативни моменти, нели, од целата таа политика кај албанците, и така да некои што претрпеле многу во тоа време, не треба да им се замери ако се имаат негативни чувства према тоа време. Чак и можам да кажам дека и јас сум бил некаде моето семејство, мојот татко беше професор на Виша педагошка академија на албански јазик, биологија, ботаника. Дојде едно време во тој период, нели, после 90-тите години, кога се затвори педагошка академија. Татко ми остана без работа. Ме разбирате? Така да, секогаш треба да ги земеме во обзир генералните работи, меѓутоа и личните искуства. Ние многу сме секогаш може трезвено да дискутираме за одредени работи. Меѓутоа трезвено кога не сме погодени. Меѓутоа кога сме многу погодени од најразлични моменти, тогаш веќе рациото помалку може да повеќе емоцијата на емоциите, рациото. Рековме, ова сега не е ординација, е поликлиника. Колку време сте овде? Значи, поликлиниката во февруари ќе направи ординацијата е 5,5 години. И сега сме од август функционираме како поликлиника, што значи дека е зголемен бројот на специјалисти. Овде ред нема, нели, македонци, албанци, турци, роми, така се закажува. Има закажување, знаете како? Има закажување и како секоја, пристојна здравствена организација, закажуваме на сите пациенти закажуваме и се трудиме да го испорачаме тоа што сме го закажале и да испорачаме одреден квалитет во работата, нели, затоа што фактички тоа ни е реклама. Задоволниот пациент е... Кај доктор Старова во Мавровка, ама ќе си изначекаш да има многу ред за чекање, за закажување, 1-2 месеци од сега. Да, едно време беше, знаете како? Генерално се позитивни коментарите кога се прашаат. Да, јас сум свесен, тргнувајќи од себе, кога некој ќе ми се јави термин за 2,5 месеца. Меѓутоа, знаете, има една друга работа. Ако вие сакате да испорачате квалитетна услуга,
мора да му посветите време на пациентот. Кај нас се закажува на половина сат. Значи да го слушнете пациентот, да ви се пожали пациентот што проблем има, да го прегледате, да ја прегледате документацијата и да напишете налог. Тоа бара време. И сега, ние имаме одреден број термини кои што можеме да закажеме во текот на денот. И тоа, кога високот се закажува, и затоа имавме waiting листа на чекање од 2,5 месеца. Јас, видите и мене како, јас сум приватен. Ја немам никаков договор со некој. Јас живеам од тоа што ќе го заработам. И вие, многу е легитимно, вие како пациент, ако чуете за 2 месеца, да отидете на друго место. Ја тргам од себе. Меѓутоа, тука сме ние многу конзистентни во таа ситуација, сакаме и се држиме. Ја од вас, кога вие одите на друго место, тој приход го губам. Меѓутоа, сакаме и се држиме на она да испорачаме квалитетна здравствена заштита, односно квалитетен преглед, квалитетна терапија, која што ќе заврши со излекување на пациентот. Сега со доктор Ирина, малце ни се смали листата на чекање, така да сега сме некаде месец и пол. Али се надевам дека понатака да ќе ни се намали. Морам да финиширам, бидејќи можеме вака ние да зборуваме поприлично бајаги, бидејќи интересен муаветот. Со ковидот како? Со ковидот... Вие немавте некоја допирна точка, меѓутоа работевте, не работевте? Да, ја со ковидот не работев во почеток, кога сите дерматолошки во главно здравствени организации 2 недели беа затворени и тогаш ја бев во изолација. После тоа се тестира. А вие бевте на конгресот оној? Да, бев на тој славниот конгрес, првиот кога почна. Бев на тој состанок, да. И после тоа две недели бев во изолација, имав тоа забрана за работење, после тоа се тестирав и од тогаш работиме у смисол на, нели, ги запазуваме сите, сме сега на доволно физичка дистанца, меѓутоа сите оние што треба мерки да се превземат, ги преземаме и малце одиме и во малце во крајност со тие мерки, меѓутоа подобро да одиме во крајност, односно да дуваме на ладно, отколку тоа не се случи. Иначе, само една кратка дигресија за состанокот тој. Тоа беше, знаете како, многу се дигна врева за тој. Па затоа што беше првата докторка, па уште колку доктори знаете како, никој не ја гледа другата страна. Затоа што тоа беше почеток, тогаш беа само препораки и имаше еден момент, организацијски, докторката која што многу се спомна, далеко од таа дека не е совесна, далеко од тоа дека не е исполнителна. Тоа не може никој да каже кој ја познава докторката. Меѓутоа и настанот беше на многу високо ниво, кој што беше организиран. Не беше тоа обично предавање. Имаше 3 предавачи од Грција кои што беа многу солидни во проблематиката која што изнесена на предавањето. И мотивот да се одржи малце состанокот, тогаш може би замакли некои погледи дека треба може би малку поголема, али тоа се беше на почеток. Така да, и ако го земе и епилогот, после состанокот имаше 4 или 5 позитивни и тие завршија со негативизирање, така да, и со лесни слики. Да. Немаше и асимптоматски бе. Докторе, еден муавет, постои ковид или не постои? Да, секако. Пошто нели има некој што не постои? Абсолютно постои, значи тоа е кажано веќе дека е постои и тоа е една голема се уште непознаница. Вчера гледав на Неделјом 2 на хрватска телевизија Радман, научен биолог од Хрватска. Многу убав интервју беше, кој што многу убави работи кажа се самиот ковид и за инсистирањето да се направи вакцината, за дубиозите кои се пред правењето на ефикасна вакцина, мутациите на вирусот и ова. Секако постои се самите смртни случаи кои што се. Меѓутоа е вироза, знаете како? Изгледа вироза која што и порано од вируси се завршувале со смртни последици. Меѓутоа и посебно кај тие што имаат коморбидитети. Нели? Како и тука кај нас. Може би овој нешто појак беше, мада имам впечаток дека некако вирулентноста му се намалува, меѓутоа секако тоа не е причина да ги занемариме мерките. Да одиме во крајност, како што видите. И по
вакцинирањето, односно по пронаоѓањето на вакцината, уште 2 години ќе треба да ги практикуваме мерките. Дерама праксис, ова е тоа веројатно што ви исполнува сега, кај што Точно, поминувате да. најголем дел од времето. Поликлиниката, господин Старова, сосема за крај, една порака да испратиме. Јас пак ќе кажем интересен муабет. Значи, како беше, во ваше време беше братство единство, Да. па го фатив и јас тоа малку, па Така, фативме да. мултиетничко општество, Така. па сега едно општество за сите. Така, да. Некако нас ни треба некоја нормала, веројатно. Да, ние како порака, значи најважно е треба да се почитуваме едни со други, да не импровизираме многу, да се едуцираме и да го спречиме, односно да го успориме пропаста на сите сфери во разните општества, не само во Македонија и во Македонија, кои што се резултат на намалување воопшто на демократијата. Оптимист сте? Да, секако, да. Благодарам што бевте дел Да. од овој серијал Благодарам Патот до на успехот. посетата и ми беше голема чест и задоволство да учествувам во ваква престижна емисија како што е вашата. Ви посакувам многу успех понатаму. Благодарам многу. Благодарам.